Ако някой забравил, може да лекот на неделно превода месец, значи може да стане неделя. Когато забравил, може да стане неделя да си го остава ливчето. За 5 октомври извиквали всеки участник ќе си излече ливче со тајно име на некој друг и тоа ќе биде вашиот тајн пријател за наредниот месец. Извикувањето ќе биде поделено по возраст и пол и може да се вклучат сите возрасти. Недела на 5 октомври имаме почеток на тајниот пријател. Темата ќе биде биди светлина за некого од Матеј 5 глава 14 стих. Задачата е да изпратим анонимна порака, охрабрувачка порака или библиски стих. Пример, мало ливче со стих оставено по торба, столче, пошта или има опција мал подарок, бележник, чоколадо, кафе и така натаму. На 12 октомври недела имаме молитвена поддршка. Темата ќе биде носите или товарите еден на друг, Галатјаните 6:2. Задача моли се секој ден за својот тајн пријател и испрати анонимна порака. Дека се моли за него или неа, например, некој се моли за тебе оваа недела, биди храбар. Недела на 19 октомври. Добро дело. Темата ќе биде љубовта се покажува со дела. Од 1 Јован 3:18. Задача направи мало добро дело за твојот тајн пријател. Можеш да му помогнеш да направиш кафе, да му донесеш нешто што сака. Тајно значење. На 26 октомври, последната недела фактички од октомври, завршување и откривање. Темата ќе биде во љубовта нема страх од 1 Јован 4:18. Откривање на тајните пријатели. Недела вечер се организира посебен настан под црквата со чај и кафе. Секој го открива својот тајн пријател и разменуваат пораки, прегледки, благодарности, можност за кратко сведоштво како ме благослови мојот тајн пријател. За месец ноември ќе следува нова